Може да почнеме? Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги новинари, почитувани гости, добре дојдовте на денешната редовна пресконференција тука во владата на Република Северна Македонија, каде ќе ви информираме за точките, заклучоците кои беа дебатирани, донесени на вчерашната владина седница 139 поред. За ова пресконференција фокусот го ставаме на она што е владина заложба за подобрување на условите во студентските домови. На вчерашната седница, владата го задолжи Министерството за образование и наука да спроведе постапка за реконструкција на студентскиот дом во студентската населба Стив Наумов во Скопје во најкраток можен рок. Повеќе информации ќе добиеме од директорот на студентскиот центар, господинот Дарио Николовски. Нderuar përfaqësues të medjave, nderuar gazetar, mirë se erdhën takimin e sotëm të rregullt me gazetar, ku do t'ju njoftojmë me pikat, konkluzat të cilat u debatuan dhe u miratuan në seancën e djeshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e 139 me radhë. Fillimisht në këtë takim me gazetar do t'ju drejtohet drejtori Dario Nikolovski lidhur me vendimin e djeshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për renovimin, rekonstruimin e konvikteve studentëve. Поверите, директоре. Ви благодарам. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Владата на Република Северна Македонија на вчерашната 139 седница донесе одлука со која што го задолжува Министерството за образование да ги стави во функција сите 1221 легло во студентскиот дом Стив Наумов, зграда 1, 2 и 3. Со оваа одлука ќе им се овозможат на студентите солидни и нормални услови за живот во студентскиот дом Стив Наумов. Дополнително работиме на подобрување на условите и во другите студентски домови. На крајот на изминатата и почетокот на оваа година заврши целосното реновирање на блоковите В и Г во студентскиот дом Гоце Делчев. Очекуваме набргу да започне постапката за целосно опремување на мебел и сите пропратни елементи во овие два блока. Особено внимание посветуваме на раззеленување и грижа на парковите во студентските домови. Тоа се катчиња за дружење и релаксација на студентите. Во соработка со јавното претпријатие Паркови и зеленило и градот Скопје го реконструираме паркот во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, а продолжуваме да ги уредуваме парковите и во другите студентски домови. Ја цениме поддршката што во континуитет ни доаѓа од владата на Република Северна Македонија. Досега, два пати финансиски не поддржа со покривање на режиски трошоци од над 100 милиони денари, со што се подмирија дел од наследените долгови и се одблокира нашата работа. Во процедура е законот за изменување на законот за студентски стандард по скратена постапка, со цел да се овозможи државата да може да ги подмири долговите во делот на режиските трошоци, а истото да го направи и за сите други работи. После 13 години ќе се создаде можност оваа задолжена институција да застане на здрави нозе и да работи во служба и за добро на студентите. Ние сме една од првите државни институции која што се вклучи во планот за почист воздух. Преземање обврска од грејење на мазут да се префрлиме на системот за централно грејење на БЕК, студентскиот дом Кузман Јосифовски, кој што беше единствен дом кој што се грееше на мазут. Со тоа ќе ги намалиме трошоците за грејење, ќе обезбедиме поевтино и посигурно грејење, а значително ќе придонесеме и кон намалување на загадувањето на воздухот. Подпишавме меморандум за соработка со општините Центар и Газибаба, а во наредниот период ќе подпишеме исти такви меморандуми и со општина Карпош и градот Скопје, со цел да се посветиме заеднички на работа во интерес на студентите, за поголемо ниво на одржување на хигиена, безбедност и на уредување на јавните површини. Започнавме процес на уредување на запуштените простории и ставање во функција на истите, се со цел да овозможиме модерни и корисни простории за одржување на обуки, презентации и различен тип работилници. Подпишавме меморандум за соработка со МОВ и преземаме обврски заедно да работиме на повеќе проекти. Во моментов работиме на преуредување на запуштените читални во студентскиот дом Стив Наумов, преуредување на местата на забава, диското. Заедно со МОВ работиме и на истражување на студентскиот стандард со цел да ги подобриме условите и начинот на живење.
Во идните планирани активности за оваа година вметнуваме и новости, како видеонадзор во сите студентски домови и надворешно обезбедување, се со цел да го подигнеме нивото на безбедност на студентите. Сите студенти сега имаат можност да аплицираат за Европската младинска картичка, со која што ќе можат да ползуваат многу бенефиции и можности. И на крај, сакам да споменам дека во престојниот период Министерствата за финансии и образование ќе потпишат меморандум за соработка со KfW банката, со која што ќе добиеме средства за целосно реновирање и реконструирање на сите студентски домови во нашата држава во делот на енергетската ефикасност. Во последниот период ќе работиме на збогатување на спортските содржини и на оспособување на простории за спорт и рекреација. Продолжуваме посветено да работиме за подобрување на условите и животниот стандард на студентите. Ви благодарам. Благодарам, директора. Може во првиот дел да поставувате прашања за директорот, после ние ќе продолжиме да им информираме за заклучоците од вчерашна владина седница. Повелете, Мевлюдин, микрофонот само. Урда. Многу пати имаше вести во врска со нехигиената во студентските домови. Дали ќе превземете мерки, односно кои се мерките кои што ќе ги превземете за да создадете подобра хигиена и дали предвидувате да ги казните студентите? Од два аспекти ќе одговорам на ова прашање. Веќе имаме преземено сите можни инструменти кои што би ни користеле за подобрување на хигиената, но и размислуваме како и за подобрување на безбедноста, каде што ќе воведеме видеонадзор и надворешно обезбедување, дополнително да овозможиме да и надворешна фирма се грижи за хигиената во студентските домови, бидејќи е од врвен приоритет и е потребно да имаме на највисоко можно ниво, за да им овозможиме, впрочем, најнормални услови за живење. Повелете со прашање? Ако нема, директора, ви благодариме.